Здраво! Ова е вашата училница. Јас сум Весна Попучовска, оделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Денешниот час е час по природни науки во трето оделение. Тоа е часот број 19, откривање на различни вкусови. На сликата е дадена различна храна која може да ја јадеме секој ден. Таа храна има различни вкусови. Токму на овој час ќе учиме за храната што ја јадеме секој ден и вкусовите која има таа храна. Кои се образовните цели на овој час? Што ќе научиме? На овој час ќе научиме да го истражуваме нашето сетило за вкус и начините на кои што го употребуваме. Ќе откриваме како вкус има храната што ја јадеме и ќе научиме дека сетилото за вкус е оневозможено ако храната не можеме да ја помирисаме. Што ни е потребно за овој час? За овој час ни е потребна прво различна храна. Например, сладолед, чипс, лимон, мало перече, лижалче, кисели краставички, газиран сок, јогурт, чоколадо, сендвич, може да биде хамбургер, чизбургер, кромит или лук, кафе, пица, малечко зелено пиперче. Исто така ни е потребна марама со која што ќе ги покриеме очите. Затоа што кога ќе ја пробаме храната, не треба да гледаме која е таа храна. За овој час ќе ни биде потребен партнер. Значи, или ваше другарче, брат, сестра или пак вашите родители. Исто така, треба да употребите различни видови на храна, односно храна која има во вашите домови, но потребно таа да има различни вкусови. Што треба да направите пред да почнете со активноста? Најважно од се е да ги измиете вашите раце. Исто така, храната која што ќе пробате да е чиста и миена. Потоа да ја пробате понудената храна, да кажете каков вкус има таа храна, да именувате таа храна, односно кога ќе ја пробате да кажете што е тоа што го јадите и да кажете дали тоа ви се допаѓа или не ви се допаѓа. Откако ќе ја пробате цела храна, ќе заклучите дека таа има неколку различни вкусови. Кои вкусови може да ги има храната? Храната што ја јадеме може да биде блага, односно сладка, може да биде солена, кисела, лута и горчлива. Секоја храна не мора да ни се допаѓа. Нешто сакаме да јадеме, нешто не сакаме да јадеме. На сликичките долу е представено едно девојче, кое што на првата слика држи лижалче и се допаѓа тоа, а на втората слика пробало кафе, па кафето не ми се допаѓа многу. Како го чувствуваме вкусот и каде го чувствуваме? И со што го чувствуваме вкусот? Кога ќе пробаме храна, вкусот на храната го чувствуваме со помош на нашиот јазик. На површината на нашиот јазик има различни спакнатини, тоа се помали или поголеми делчиња, кои што се викаат рецептори за вкус. На различни делови од јазикот чувствуваме различни видови на вкусови. Да повториме, вкусовите кои што ги откривте со пробувањето на храната беа сладко, кисело, солено, горчливо, луто. На оваа слика овде е прикажана една торта. Сите вие знаете дека тортата е блага или сладка. Сладкиот вкус го чувствуваме на поголемиот дел од врвот на јазикот. Лимонот, кој што е кисел, го чувствуваме на страните од нашиот јазик. Малиот перек, соленка или грецки, го чувствуваме како солен на врвот од нашиот јазик. Горчливиот вкус од маслинките го чувствуваме на коренот на јазикот. Лутото пиперче го чувствуваме на врвот на нашиот јазик, но може и во средината на јазикот. Да повториме. Храната која што ја јадевме или која што ја пробавме има различни вкусови. Кои се тие? Благо, кисело, луто,
горчливо и солено. Дали секогаш можеме да одредиме вкусот на нашата храна? Можете да се обидете да ја направите оваа проба. Додека ја пробате храната која ви ја даваат вашите родители, замолете ги под носот да ви стават пресечен кромит. Доколку ви стават кромит под носот и пробате храна, вие не ќе можете точно да го одредите вкусот на храната. Зошто? Затоа што сетилото за вкус и сетилото за мирис се поврзани. Ако храната не можеме да ја помирисаме, тогаш тешко ќе можеме да го одредиме нејзиниот вкус. Исто така, кога сме настинати, не можеме да го одредиме вкусот на храната, затоа што тогаш носот не е затнат и тогаш велиме дека храната што ја јадеме нема вкус, не можеме да препознаеме што е или велиме дека е блуткава. На што треба да внимаваме додека пробаме храна? Храната која ќе ја користиме треба да биде чиста, измиена, свежа и добро приготвена. Нашите раце треба да се чисти и измиени. Треба да побарате помош од родителите при пробањето на храната. Некоја храна ќе ви се допадне, а некоја не. Исто така треба да знаете дека не треба да јадете премногу солена, лута, многу кисела, многу жешка, многу студена храна или премногу зачинета храна. Јадењето на ваков вид на храна ги оштетува рецепторите за вкус на нашиот јазик. Која е вашата домашна работа? Треба да нацртате табела за храната и вкусовите. Нацртајте храна, запишете го името на храната, вкусот, запишете дали ви се допаѓа или не. Значи, во колоната за цртеж, нацртајте во секој ред по еден вид на храна. Покрај секој цртеж во колоната за име запишете го името на храната, во третата колона вкусот. Ако ви се допаѓа, штиклирајте со зелена боја, ако не ви се допаѓа, означете X со црвена боичка. Што научивте од овој час? Од овој час научивте дека јазикот е орган со кој го одредуваме вкусот на храната. Научивте да разликувате и именувате различни вкусови, да кажете каде на јазикот го чувствувате вкусот, да научите дека некогаш не можете да го одредите вкусот на храната, затоа што сетилото за вкус е поврзано со сетилото за мирис, и дека она што треба да го јадите, одна што го јадите, треба да е чисто, измиено, свежо и добро приготвено. Да повториме. Кои вкусови ги откривме денес? Благо, односно сладко, кисело, горчливо, солено и луто. Тогаш, кога не можеме да го одредиме вкусот на храната, велиме дека нема вкус или дека таа е блуткава. На крај, не заборавајте на хигиената на вашите раце. Секогаш кога приготвувате храна, пред да јадете и после јадење, треба да ги измиете вашите раце. Значи, прво ги плакнете рацете со топла вода, потоа употребувате сапун, ги триете дланките, натрешниот дел од дланките, па горниот дел на двете дланки, врвовите на прстите, основите на палците, помеѓу прстите каде што најмногу може да има вируси и бактерии, зглобовите, ги плакнете рацете и ги бришите со своја крпа или па со хартиено марамче. Не заборавете дека миењето на рацете не треба да трае помалку од 20 секунди. Ви благодарам за вниманието, се надевам дека ви беше пријатно и се гледаме на следниот час.